Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќа и сестри, бидејќи ете наредната сабота е задушница и во овој период секогаш се актуелни муабетите за што треба да се однесе на задушница, зошто се прави задушница, во секое семејство скоро секаде е за истото се зборува и е актуелна оваа тема. Затоа сакам оваа прилика да ја искористам да позборуваме малку за значењето на оваа задушница. Имено во првиот век на христијанството не ни дава јасни сведоштва во погледот на молитвите за упокоените. Но знаеме дека молитвите, давањето храна на сиромасите за спасение на нивната душа и причестувањето извршувани во спомен на упокоените, уште во древноста влегуваат во богослужбениот поредок на црквата. Треба да се разликува споменот на новопреставените од општиот годишен спомен за починатите. Освен молитвите за новопреставените, црквата се моли и за сите починати воопшто. Според богослужбениот поредок или типикот или законот на црквата, црквата тоа го практикува во секоја сабота, во саботите пак како што се месопусната сабота, втората, третата и четвртата недела од Великиот пост или Великденскиот пост, понеделникот или вторникот од Томината недела, саботата пред Педесетница, Митровденската задушница, односно саботата пред празнувањето на споменот на свети комаченик Димитри. Овие сите се нарекуваат вселенски родителски саботи, зашто се одредени со уставот на Вселенската црква за принесување на молитви за сите порано упокоени отци и браќа наши. Како последица на она што црквата е, а тоа значи црквата е заедница на живи и упокоени членови, не само заедница на живи и упокоени членови, но и заедница на верата во воскресението и праведниот суд Божи, се јавува принесувањето на молитви за блажен покој на оние кои се упокоиле во Христа. При вршењето на помени и молитви за упокоените, црквата секогаш се раководи од апостолската заповед да се молиме едни за други и за сите луѓе. Како што и вели во Светото писмо, молете се еден за друг, а и на едно друго место пак вели, живееме ли, умираме ли, сите заедно Господови сме. Во православната црква задушница, како што кажува самото име, денови за душа, ја засипуваат и обновуваат нашата свест дека ние, како живи членови и претходно упокоените христијани, сите сме еден неразделлив организам, едно семејство. Затоа и во црквата се нарекуваме браќа и сестри. И сите ние сме еден неразделлив жив организам во една иста жива црква. И наша должност е во овие денови да се молиме како дома, така и во црква и на почивалиштата, односно на гробовите. Но не само да се молиме, туку да твориме и милостиња за душите на упокоените со длабоко уверување дека Бог ќе ги прими приносите направени за покој на душите на оние за кои што се принесени. Како што рековме преска, значи во црквата има два вида на задушница: засебни и општи. Засебните се одржуваат од семејствата за своите упокоени роднини, а општите ги назначува црквата грижејќи се за сите своји упокоени членови. Секоја сабота, како што рековме, во црквата, во своите молитви црквата се обраќа кон сите свети и сеќавајќи се на сите претходно упокоени отци, мајки, браќа и сестри наши.
Покрај овие општи саботи, издвоени се и некои денови од црковната година, кога се врши општ помен за сите упокоени. Меѓу нив спаѓа и оваа задушница. Но како што рековме дека е многу актуелно што е тоа парастос или спомен за починатите и што треба да се носи на тој спомен. На прашањето што е тоа парастос, драги браќа и сестри, парастос и што е тоа и што е потребно за парастос за парастос се потребни варена пченица, свеќа, малку вино и леп. Варената пченица се нарекува уште и коливо од самиот термин кој доаѓа од зборот коливос, што првично означувало мерка за тежина на злато колку едно пченично зрно, а подоцна истиот овој збор означувал ситни пари, монети, од мала вредност. Па од тука од зборот пченично зрно кој означувал тежина за злато од колку едно пченично зрно, се основа и овој збор кој се нарекува коливо, што означува леп направен од жито или пченица, или варена пченица, која се принесува за спомен за упокоените светии. Можеби, кога зборуваме цело време за упокоените светии и го употребуваме зборот за светии, сакам да објаснам малце дека во црквата сите се нарекуваат светии, зашто нашиот Отец е свет, подарот на восиновувањето Христово кога станавме сите синови Божи, преку нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Но да не се оддалечуваме од темата, коливото, да се вратиме на коливото, не подсетува и на воскресението. Оти како што земјоделецот оди на нива и сее пченица, па пченичното зрно гние во земјата, за подоцна од тоа изгниено зрно да излезе нов плод, така и телата на нашите покојници се предаваат во земјата, каде што гниет, за потоа за време на второто Христово пришествие истите тие тела да воскреснат за живот вечен. За ова сведочат и Господовите зборови кои велат: ако зрното пченично што паднало на земја не умре, тогаш тоа останува само, а ако умре, ќе донесе голем плод. Свеќата пак ја символизира светлината на вечниот живот кон кого преминува душата на упокоениот. Бог, како што велиме, е светлина и тој живее во непристапна светлина. Запалената свеќа исто така ја означува и топлината на нашата љубов, топлината на молитвите кои ги принесуваме за душата на покојните. Виното пак е символ на Христовата победа над смртта. Она што можеби историски влијаело на присуството на вино на парастасите што се извршуваат на почивалиштата е всушност монашки обичај. На тој обичај е на откупувањето на гробовите, значи после смртта на секој монах или калугер понаше, после 3 години се откопувало телото. Имено доколку при откупувањето монасите виделе дека телото на упокоениот е распаднато и останале само неговите коски, тие ги ваделе коските и ги миеле со вино, положувајќи ги подоцна во посебна костурница. На тој начин нив им се откривало дека покојниот живеел праведен живот. Ако пак телата биле полураспаднати, тогаш после 3 години ги закопувале пак и тогаш целото братство се молело за да Бог ги опрости гревовите и да може скроз да се распадне, или пак ако го откопале телото, кога ќе го откопаат телото, имаме многу свети мошти или тела на светители кои воопшто не се ни распаднати. И тогаш го мијат или го бањаат телото со нераспаднатото тело со вино и се поставува во црква како знак дека тој човек живеел многу свет живот. Нека Господ Бог по молитвите на Мајката Божја прво
пошто е задушница на сите упокоени, нека по милоста Божја нека им дарува Царство Небесно, а пак нас на сите по милоста Божја да ни дарува и телесно здравие и духовно спасение. Наредната сабота, драги браќа и сестри, како и обично, ние свештениците ќе бидеме на гробните места. Верувам сите знаете отприлика во колку саатот сме таму, така да ќе бидеме таму и уште еднаш сите заедно ќе се помолиме на нашиот Бог и Спасител да им дарува Царство Небесно на сите порано починати браќа и сестри наши, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Илшовице млада невесто, дали си чула разправа, дали си чула разправа, од е дошол Агутто.
Deca bev mene znaev, što je ljubov milice, ti bez majka, jas bez tatko rastev me. Godina po godina, doma stana ljubava, a ja se raka ne ti pobara. Deca bev mene znaev, što je ljubov milice, ti bez majka, ja se bez tatko rastev me. Godina po godina, doma stana ljubava, a ja se raka ne ti pobara. Mene čekaj milice, naš stavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća imah me, jedan bez drug da ostavi me. Mene čekaj milice, naš stavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća imah me, jedan bez drug da ostavi me. Da go zapre vremето, da go slušaš srce to, daleke te imav moja milice. Ivo cvetna gradina, lična kosa movila, bela raka da ti pobara. Da go zapre vremето, da go slušaš srce to, daleke te imav moja milice. Ivo cvetna gradina, lična kosa movila, bela raka da ti pobara. Mene čekaj milice, naš stavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća imah me, jedan bez drug da ostavi me. Čekaj milice, naš stavi otrov na srce. Mislev ne si za mene, takva sreća imah me, jedan bez drug da ostavi me. Mislev ne si za mene, takva sreća imah me, jedan bez drug da ostavi me. Jedan bez drug da ostavi me. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка,
Во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Rokkale
Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Драги браќа и сестри, во средата на 24 февруари 2021 година во Господа се успокои нашиот брат Стефо Николовски. Стефо е роден 27 ноември 1971 година. Неговото тело ќе биде изложено во Вуџек and Calcaterra Funeral Home на 25-та милја и Вендайк. Во понеделник на 1 март од 3 до 9 часот. Додека пак во вторник со почеток во 10 часот наутро во нашата црква ќе започне погребението. Неговото вечно живеалиште ќе биде на Ван Хјусен Джанс на Тинкен и Рочестер Роуд во Рочестер. Вечно остануваат да жалат сопругата Меријан, децата Брендон, Тами и Алейна, таткото Питер, мајката Љуба, сестрите Елена Питерсон со Джеймс, братот Александр Николовски и братот Симон Николовски. Чичко од Александрија, Скат, Дейвид, Питер, Бријана и Сајмон. Бог да го прости и да му е вечен споменот. На истиот ден се успокои во Господа Цвета Максимовски. Цвета е родена март 9 1953 година во Рогачево. Незиното тело ќе биде изложено во Manjuk Funeral Home на 80-та милја и Райан Роуд. Утре во недела од 3 до 8 часот. Додека во понеделник на 1 март во 10 часот ќе се изврши опелото во нашиот храм. Незиното вечно живеалиште ќе биде на Resurrection Cemetery на 17-та милја и Garfield во Клинтон Тауншип. Вечно жалостени ќе останат синовите Борчи Звонко и внуците Елајджа и Јасмина, братот Коста Антовски, сестрата Стојна и Душко Матовски и сестрата Грозда Киријаковска. Ајде да си речиме една песна, многу гласовита, еднаш мајка ја награѓа, оној ми е бил рано во мај месец. Горе да си речиме уште една, да се стора два пати, две очи мома има, еднаш мајка ја награѓа, оној ми е бил рано во мај месец. Горе да си речиме уште една, да се стора три пати, три на крст пирустија, две очи мома има, еднаш мајка ја награѓа, оној ми е бил рано во мај месец. Горе да си речиме уште една, да се стора четири пати, четири моми на орото, три на крст пирустија, две очи мома има, еднаш мајка ја награѓа, оној ми е бил рано во мај месец.
uštedna, da se snorat 5 pati, 5 prsti raka ima, 4 momije na oroto, 3 na krst virostija, 2 oči moma ima, jedna šmajka jona gradja, ono i mi je bil rano voma i mesec. Ajde da si reći me uštedna, da se snorat 6 pati, 6 meseci, pol godina, 5 prsti raka ima, 4 momije na oroto, 3 na krst pirustija, 2 oči moma ima, jedna šmajka juna gradja, ono i mi je bil rano voma i mesec. Ajde da si reći me uštedna, da se snorat 7 pati, 7 dena vodne dela, 6 meseci, pol godina, 5 prsti raka ima, 4 momije na oroto, 3 na krst pirustija, 2 oči moma ima, jedna šmajka jona gradja, ono i mi je bil rano voma i mesec. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586
677 4000. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do sabajle da lumpuvame. Ajde majstore, lundo neka je. Ovoj džumbus da se pamti, da ni ostane. Sviri silno, ej, raspali opa iha. Opa, 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 nina, na igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 nina, ne sviri silno, ej, raspali opa iha. Opa, 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 nina, ne igrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti da dam, al da ti je. Ajde majstore, noć vam naša je. Sviri duri, živa voda, nese stori me. Opa, nina, ne sviri silno, ej, raspali opa iha. Opa, 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 nina, ne igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 nina, ne sviri silno, ej, raspali opa iha. Opa, 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 nina, ne igrajmo me, razveseli me. Sviri silno, ej, raspali opa iha. Opa, 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 nina, naj igremo me, razveseli me. Opa, 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 nina, ne sviri silno, ej, raspali opa iha. Opa, 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 nina, ne igremo me, razveseli me.
nema beganje. Pijam, da ga krijam, pijam, zvezdi spijat nije, ne se dava me. Doma nikoj nemam, ne znam komu trebam društvo, gore čaši ide. I da sme živi, da se vidime, i da sme zdravi, pak da pijeme. I da sme živi, da se tešime, i da sme zdravi, pak da grešime. Nema fajron, a kelner spije i samo nokiva znaje se. Vino i srekni nije i zbogom pamet, zoro čekaj me. Pijam, da ga krijam, pijam, zvezdi spijat nije, ne se dava me. Ne znam komu trebam društvo, gore čaši ide. I da sme živi, da se vidime, i da sme zdravi, pak da pijeme. I da sme živi, da se tešime, i da sme zdravi, pak da grešime. Da sme živi, da se vidime, i da sme zdravi, pak da pijeme. I da sme živi, da se tešime, i da sme zdravi, pak da grešime.
te prikazna, štom si kraj mene. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostala drag, žuti televizija Marija, šepota samo za ljubov da blag. Vrati se Bela Marija, vrati se tako što zavinari, tvoja ta ljubav Marija, samo što blesna i vena se skri. Povtorno se rađat, reka spomeni, lisjata si pađat, mnogu godini. Lisjata si pađat, mnogu godini. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostala drag, žuti televizija Marija, šepota samo za ljubov da blag. Vrati se Bela Marija, vrati se kako što zavinati, tvoja ta ljubav Marija, samo što blesna i vena se skri. Dolgi tažni doždovi vrnat za mene, jedni oči beskrajno plačat za tebe. Jedni oči beskrajno plačat za tebe. Vrati se Bela Marija, vrati se ako ti ostala drag, žuti televizija Marija, šepota samo za ljubov da blag. Vrati se Bela Marija, vrati se kako što zavinati, tvoja ta ljubav
ništa